Ловството како посебна профитабилна дејност е тесно поврзано со основните дејности на јавното претпријатие Национални шуми и има посебно место и интерес за негово унапредување и рационално користење заради постигнување на поголеми финансиски ефекти. На овие, но и на многу други прашања, одговор побаравме од заменик директорот на јавното претпријатие Национални шуми Кире Михаилов. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден. Пред се благодарам за тоа што еве ме удостоивте и дадовте простор да им кажеме на граѓаните конкретно ова кое што ги интересира во однос на ловот и ловството. Со оглед на тоа што ловната сезона е веќе започнува некаде во октомври, може ли накусо за оние што велат па ловот не е спорт или што прават ловџиите по планините, како се станува ловец? Вака сега, најнапред еве кога кажавте што представува ловот. Ловот е инстинкт кој што сме го кој што ни го пренеле нашите предци. Добро е познато дека во минатото одредени семејства биле издржувани од ловот. Значи тие ги хранеле своите семејства, продавале кожа од животните и така натаму, за да еве во ова веќе модерно време во 21 век ловот пред се представува дружење. Пред се дружење, значи повеќето ловци ловот го практикуваат заради дружење. Меѓутоа, ова кое што го кажавте, да, јас како представник на претпријатието ЕПА Македонски шуми, значи сме тесно поврзани токму со ловот, затоа што ние ги работиме планините. Во моментов ние имаме две оградени ловишта со кои што стопанисуваме, тоа се ловиштето Полаки во Кочени и ловиштето Милисин во Гевгелија. Тоа се солидни ловишта кои што повеќе време веќе ги имаме, меѓутоа морам да споменам дека ние како ново раководство од пред неколку месеци затекнавме една девастирана состојба во тој дел, или еве да бидам попластичен да ви кажам, во Милисин во 2016 година оставивме некаде околу 350 диви свињи, за да сега во 2024 во јули кога дојдовме, детектиравме дека има 0 единки. Дали причина била онаа свинска чума која што се појави или нешто друго, во моментов работиме на тоа, меѓутоа е многу недомакински односот кој што бил и ова кое што се случило. Како и да е, ние не очајуваме, како ново раководство, заедно со генералниот си дадовме обврска, одиме понатаму. Ловот како сектор ќе го прошириме и сметам дека во периодот кој што предстои за граѓаните ќе има многу проекти кои што ќе бидат навистина добри, интересни и пред се, она што го кажавте, ќе донесат дополнителен приход на претпријатието, затоа што и во тој дел, во однос на финансите, сме во една независна ситуација. Кога сме веќе кај ловиштата што ги стопанисува јавното претпријатие Македонски шуми, каков дивеч најчесто се лови? Полаки е ловиште кое што е релативно големо, таму има ограден простор некаде 1250 хектари, таму има и ситен и крупен дивеч со оглед на тоа што имаме терени кои што се од 800 метри до над 1000 и кусур метри надморска височина. Таму имаме, значи, обичен елен, еве конкретно во Полаки имаме околу 120 броја обичен елен, таму имаме 25 броја срна, околу 80 на диви свињи, муфлони и друг вид на дивеч. Тоа е дивеч со кој што ние во моментов располагаме и еве може да разговараме за некаков дури и ловен туризам, она кое што го споменавте на почетокот, меѓутоа за тоа потоа. Ловиштето Милисин, рековме диви свињи во моментов нема, има само елени, меѓутоа ќе работиме на тоа да го оплемениме и да го збогатиме со друг вид на дивеч. Она кое што би го кажал општо во Република Македонија, ние покрај овие две ловишта имаме и 24 ловишта кои што ни се доделени под присилна концесија. Што значи тоа? Тоа се ловишта кои што државата не ги дала под концесија и како такви ни се доделени нам на јавното претпријатие за чување. Значи нашата обврска тамо е да ги чуваме и да правиме одгледни мерки на дивечот, значи прехрана и се она кое што следи. Јас имав неколку теренски посети на дел од тие ловишта за да укажеме на ловците дека мора да бидат надвор од границите на тие ловишта, затоа што тамо во моментов нема концесионер и доколку ние како претпријатие не издаваме дозволи, тие не смеат да влегуваат. Како и да е,
морам да ја споменам соработката која што ја имаме со Ловечката федерација на Македонија. Во моментов тамо има председател и управен одбор кои што се прекрасни дечки со огромен ентузијазам и веќе отпочнавме да правиме план за неколку идни проекти кои што за брзо време ќе дадат резултати. Еве, можам во вашата емисија да кажам нешто кое што за прв пат ќе биде кажано. Се работи на еден проект кој што значи враќање на тетребот. Ние во нашите ловишта во Република Македонија тетребот во минатото го имало. Меѓутоа тој, за жал, поради несовесни ловци и ловократци е истребен. Се работи на еден проект и мислам дека за кратко време на Пелистер, на Кожув и не знам уште на едно место ќе биде вратен тетребот, што значи работиме на нешто кое што искрено кажано мора да го има, за жал го снемало. И ние како предпријатие мора да бидеме во тесна корелација со ловците. Еве, пред малку во еден од прилозите видов дека ловците се тие кои што помагаат во гаснењето на пожарите и први ги детектираат. Да, токму затоа и ние како предпријатие во соработка со Ловечката федерација ќе се вклучиме во целокупното чување и бранење токму на терените од тие ловократци, затоа што заеднички ни се целите. Тоа е реалноста која што во периодот кој што предстои ќе ја живееме. Да се сочува планината, но и да се сочува дивечот кој што живее во неа. Јас во најавата кажав, кај нас најдовна информација дека волкот е едно од оние животни кои што не е забрането за лов. Од друга страна пак деновиве прочитав дека Европската унија ги смени правилата за лов на волци. Таму ловот бил заштитено животно и бил забранет ловот. Па ме интересира каков е вашиот став, еве, како познавач на оваа проблематика? Република Македонија со своите површини е доста интересна за ловен туризам. Овде има ситен, пердовест и крупен и штетен дивеч, како и да е. Токму волкот и друг дивеч како што е чакалот и други, кај нас во Република Македонија не се забранети, туку тоа се видови дивеч без некоја посебна заштита и се дозволени за отстрел. И токму затоа ние сме интересни за странските ловци. Тие овде сакаат да дојдат токму за да отстрелат такви диви животни. Инаку, до пред некоја година и кај нас овие животни имаа некаква забрана, меѓутоа штетите кои што ги нанесуваа на сточарството во овчеполието, да кажеме, беа огромни, а од друга страна законот беше дециден, еве чакалот беше забранет за отстрел. Така да конечно еве некој се одважи, сменија одредени закони и приказната е ваква каква што е, меѓутоа видовте дека и еве и европските регулативи некој пат и тамо нели се кршат и доаѓа до промени. Значи ние како држава сме доста интересни и токму заради овој феномен. И ќе ви кажам еден друг податок. Кај нас во Македонија е дозволен лов на волк и на чакал и ноќно време. Значи со посебни услови, на посебни чеки, да, со посебна опрема, со термални камери и така натаму. И токму тоа е еден момент кој што дополнително ги привлекува ловците кои што се од регионот и од странство. Инаку во Македонија во текот на една ловна сезона сигурно поминуваат преку 20.000 ловци од надвор, толку имаме и ние, околу 20.000 е бројката во Македонија, значи уште толку доаѓаат за да ловат овде и сето тоа државата ќе мора во периодот кој што предстои да го добро осмисли за да може да го валоризираме нивното доаѓање. Знаете, сепак на крајот од денот, еве ние од предизвестно време имаме и ново министерство, токму Министерство за туризам, и сметам дека ловот како гранка мора да го најде своето место токму во овој дел. Значи, ние заедно со Ловечката федерација, председателот Владко и сите останати, еве давам јавно до знаење на македонската јавност дека спремаме нешто интересно. Ке се вратам неколку години назад. Во 2014 година јас како раководител во Струмица отпочнав еден пилот проект кој што значеше враќање на одредени автохтони родни видови од планините на местата од каде што потекнуваат. Значи се собираа семиња, се продуцираа нови садници и се враќаат токму тамо. Сега
на таа тема разговараме токму со Ловечката федерација и нивните членови, да овој проект го направиме на вистина голем. Што значи тоа? Ние веќе отпочнавме со собирање на семе токму од такви родни дрва, диви, кои што ќе ги вратиме на местата од каде што потекнуваат. Дури ќе направиме и одредено калемење на нив, за да може да имаме и други видови на овоше по планините, а сето тоа секако значи пред се храна за дивечот. И тоа е она кое што е многу значително. Значи, кажавте питка вода имаме безмалку секаде, меѓутоа мора да обезбедиме и храна. Тоа е она на кое што ние во периодот кој што предстои ќе се насочиме. Ги споминавте странците кои што доаѓаат, споминавте релативно голема бројка, 20.000 странци годишно кои што доаѓаат на лов. Постои верување дека ловот е скапо задоволство. Бидејќи треба посебна опрема и така натаму. Што треба да направиме ако веќе е тоа скап спорт или скапо задоволство? Ајде да ги привлечеме, да не бидат 20, нека бидат 40.000 странци годишно. Како да го подобриме ловниот туризам во Македонија? Па едноставно е, треба само да им кажеме дека имаме потенцијал, потенцијалот е тука, ние мора како чинители, еве јас се земаме ние како пример јавното предпријатие Македонски шуми како чинители, да овозможиме што повеќе да се развие, што повеќе единки на животни да имаме, да им покажеме на странците со што располагаме, да им овозможиме услови, сето друго е многу лесно. Значи, во денешно време, кога технологијата е многу едноставна, значи ќе пуштите еден пост, ќе ве разберат од тука до Америка што имате, така да имајќи го сега Министерството за туризам, желбата кај новата влада за новитети, желбата кај новата влада за нешто што е добро, мислам дека за кратко време од денеска можеби ќе се видиме повторно некаде, меѓутоа со конкретни чекори кои што ќе значат проекти, токму и за привлекување на дел од странците кои што сакаат да ловат овде, токму конкретно нови работи кои што ги кажавте, еве лов на волк кој што е забранет можеби во ЕО, а кај нас може да го ловат дури и ноќе. И уште куп други работи, значи ние имаме огромен потенцијал и мислам дека во моментов ги имаме и луѓето на позициите кои што ќе можат да го искористат тој потенцијал и да едноставно направиме подлога за ловниот туризам да биде на едно високо ниво, затоа што имаме премногу планини, имаме животни, имаме потенцијал. Тоа е она кое што мора да го искористиме. Ве слушам додека зборувате, неколку пати го споменавте, споменавте фразата имаме потенцијал. Ние знаеме да кажеме дека во Македонија имаме потенцијал за развој на многу работи, особено па туризмот кога станува збор за развој на многу видови туризам. Меѓутоа некако како да се задоволувавме досега само со она што ни го дала природата. Токму така. Овој пат и кога ве слушам како зборувате и со колкав жар зборувате, веројатно ќе дадете се од себе, барем за развој на ловниот туризам, бидејќи тоа е во вашиот сегмент на функционирање и на интереси на предпријатието во кое што работите, барем тука да направиме неколку чекори понапред. Па еве овој проект кој што го спомнав е токму во таа насока. Значи кажав, ако ние ја оплемениме природата со огромен број на овошки кои што ќе продуцираат храна за животните, а знаеме дека граници за животните не постојат. Е него огражден кој што има и дел од Бугарија и кај нас. Енеја Беласица каде што е Тромегето. Енеја Шара од таа страна и да не набројувам нели сите граници. Едноставно ако има храна, дивечот ќе дојде и сам. Ние само треба да створиме услови кои што ќе го задржат овде и да ги створиме вистинските работи за да едноставно го задржиме нивниот правилен раст и развој, а не да одиме на уништување безмилосно, кое што во минатото за жал го имало и ви кажав конкретни бројки што продуцирало. Меѓутоа, еве да ви кажам уште еден податок кој што укажува дека конкретно отпочнуваат промени. Нема да ми се налути пријателот, тоа е претседателот на Ловечката федерација. Ова е ловечко списание, Ловец, кое што, еве го, излегува... Да, задржете го уште малку, така со да го фати камерата. Значи, ова е ловечко списание, кое што, чиј што последен број беше објавен во 2004 година. Што значи, после 20 години, еве го повторно, ќе оди во етер. Овде има се кое што треба ловците да го видат, да го прочитаат, да знаат за ловот,
како да се однесуваат во самата природа, што е она кое што треба да го направиме за да им помогнеме на животните секако да опстанат. Затоа што на крајот од денот и покрај тоа што тие се приспособени да опстанат таму, сепак природата е нивниот дом. Некој пат им треба и наша помош. Тоа е она кое што ние треба да им го дадеме, а секако фидбекот ќе биде токму ова кое што го кажавме. Развојот на ловниот туризам ќе даде бенефит во повеќе насоки, не само за предпријатието како Македонски шуми, не само за Ловечката федерација, напротив и за самата држава. Господин Михаилов, верувам дека има уште многу што да зборуваме, не само за ловот и ловството, но најавивте многу убави работи и јас верувам дека ќе имаме можност за неколку месеци или пред почетокот на следната ловна сезона да кажеме дека нешто од ова се остварило. Јас многу пати милувам да кажам, дојдоа нови дечки кои што искрено не гледаат назад и како што кажав, не очајуваме, напротив, тоа што е направено одговорност секако ќе бараме, меѓутоа гризаме напред и сметам дека ќе направиме се за да граѓаните ни се приклучат во секоја една приказна ваква која што ќе биде успешна за Република Македонија. Ви благодарам на гостувањето во денешната емисија. Сигурно ќе се видиме и во некоја следна Ви прилика. благодарам и на вас.